Утринава се наоѓаме во CD Диет клубот и разговараме со нутриционистката Бојка Динева Јовановска на тема што треба да се јаде во зрелите години и како може храната да им помогне на возрастните луѓе да го зачуваат доброто здравје. Бојка, добро утро. Добро утро, Ирена. Благодарам на поканата да учествувам во вашата телевизија. Прв пат сум кај вас во телевизија. Поздрав за сите гледачи на Алфа. Возбудена сум и така ете малце имам трема затоа што нели секоја нова телевизија предизвик за млад нутриционист како мене, млад, сега да кажам 38 години ќе полнам, сепак сум млада, нели? Но сепак сум и повозрасна, затоа и нели ни е денешната тема. Благодарам што дојдовте и се надевам дека со моите кратки совети ќе принудам да им биде подобро на луѓето кои што се во позрелите години. Колку долго сте дел од тимот на CD Диет клуб? Така, пред сега да се представам за некои што не ме познаваат, јас сум веќе тука вработа на 13 години. Сум дипломиран земјоделски инженер агроном и сертифициран нутриционист. Оно што денеска би сакале да дознаеме од вас е на што треба при исхраната да внимаваат возрастните луѓе, затоа што во одреден период на животот организмот почнува да старее, метаболитичките процеси се успоруваат, мускулното ткиво атрофира, како треба луѓето во зрели години правилно да се хранат? Вака сега, значи првенствено да кажам, колку повеќе стануваме, да не кажам сега стариеме, колку повеќе одиме во подоцнешните години, треба редовно, секојдневно да внимаваме прво, дали имаме редовен сон, второ, дали имаме редовно и добро правилно празнење на цревата, трето, дали добро се храниме, дали пешачиме, дали вежбаме, многу има дали. Но најбитно е да внимаваме на тоа што внесуваме. Што внесуваме кога ќе станеме наутро, што внесуваме кога ќе ручаме и дали во различните, во доцните часови, дали конзумираме се и се што, премногу храна, преобилна храна, дали правиме правилни или неправилни комбинации. Што е тоа основно кој што треба да се почитува? Прво ќе се навратам на тоа што каже дека со тек на годините нели мускулатурата ослабнува, нема да се согласам тука, затоа што има и жени кои што се и на 70 и на 80 години, а изгледаат со полна енергија, вежбаат, пешачат, во добро здравје се, полно здравје се, зошто? Затоа што ги внесуваат плодовите на природата. Намерно ги ставив овие со цел. Тука малци имам колку нели за денешниот мој појадок и ручек, но ова е тоа кој што треба да се внесува. Свежата храна што дал Бог, овошјето и зеленчуто. Се основни работи кои што треба секој од нас и дори повозрастните да ги конзумираат. Но возрастните многу прават грешка што ги прават во неправилна комбинација овошјето и зеленчуците. Значи овошјето ги јадат после ручек, а треба да се јаде наутро на празен желудник кога е периодот на елиминација. Период на елиминација од 4 наутро до 12 на пладне. Во тој период они јадат све, само не овошје. А овошјето се јаде после ручек. Значи наутро кога ќе стана да се пие убава чаша вода, да се исцеди еден лимун, да се јаде овошје, да се пие вода. Меѓувреме може некоја јатка, некоја семка да се касне и тоа да биде појадокот, како за млади, така и за повозрастни. Зашто? Затоа што тука се ензимите, тука е животот. Со текот на животот ние ензимите кои што ги создаваме полека со тек на годините се губат. И тие ензими ние мора да ги надокнадуваме со што? Со исклучиво со храна која што е полна со живот, полна со ензими. Тоа е овошјето, зеленчукот. Водата, како еден златен напиток, да не го забравиме, затоа и ставив да се напиеме нели една. Водата е она која што прочиства организмот. Нашето тело 70-80% е вода, која што ја губиме со потење, жените ја губат во циклус, кога дишеме ја губиме, поготово летно време. Значи таа вода треба да се надокнадува за нашето тело да има живот. Нашето тело да има енергија. Да не заборавиме значи за подобрување на крвна слика, подобрување на здравје, да избегаме од сите разни болести во денешницата, да избегаме од генот кога ќе кажеме генетска болест, за да не стигне генот, дај да внимаваме да го избегнеме тој ген или колку може да го потиснеме и да дојде да не фати тој ген, да знаеме како да ја држиме болеста во нормална за да не прогресира на полошо и на полошо. Значи многу совет до повозрастните луѓе, внимавајте, значи консултирајте се со нутриционист, што и како да јадам. Значи свежата храна нека ви биде прво и основно да се цени тоа што го дал Бог, овошје, вода, зеленчук. Да се јадат редовно мешунки.
во комбинација со житарки, безглутенските просо, хеда, киноа, амарант, затоа што во комбинација добиваме многу повеќе протеини отколку од месото. Еве сега во тек на постите, веќе нели сите знаат, ништо не се да животинско потекло, но со мешунките житарки ќе внесуваме протеини. Со вошето ќе се внесуваме јаглехидрати. Значи имаме начини и масти да се внесуваме здрави масти преку маслинките, преку маслиново масло, нели оние кои што не постат со зејтин. Значи има опции и начини како да се држи телото и во подоцнешните години. Но без овошје, без вода, многу се подценува водата. Возрастните луѓе многу ја подценуваат водата, идат на разни напитоци, идат на све што е индустријски преработено. Не ја ценат што е овошје, што е вода, не е тоа ништо. Да, тоа е нешто, тоа е се за нашето здравје. Возрастните луѓе честопати се соочуваат и со слабење на коските, остеопорозата е пропратен дел од старењето. Што треба да се конзумира за да се спречи и да се успори процесот на остеопороза кај возрастните? Значи прво да кажам што треба да не се конзумира. Млечните производи, млекото максимално да се избегнуваат. Затоа што се стварат калцификати, затоа што тука следува остеопорозата. Преголем внес на протеинска исхрана, животинска протеинска исхрана доведува до остеопороза со тек на годините. Малку по малку станува се полоша и полоша состојба. Значи пак ќе кажам да се свртиме повеќе кон природата, кон мешунките, кон овошјето, кон зеленчукот, да избегнуваме што повеќе, значи да гледаме, еве пример, целата година сите тие 4-5 пости колку ги има во годината да ги испостиме. И тука ќе се избориме со остеопорозата, да ги се избориме и кон со другите болести, не само со остеопорозата. Има премногу сега случаи на дијабет, и кај млади, и кај возрастни дијабет тип 1, тип 2. Значи толку има проблеми со инсулин и со шекер, поготово и кај повозрастните и тука е нешто кое што секогаш е во недоумница. Значи имам дијабет, имам шекер, инсулин висок, не смеам јас да јадам овошје. Не смееш да јадеш овошје. Затоа кажувам, консултација е многу битна како со доктор, така и со нутриционист. Многу е битно, значи овошјето да се јаде во комбинација со јатки, колку сака овошје, секој може да јаде без разлика каква и да има состојба и болест. Војка, ви благодарам многу за разговорот и за советите кои што сум сигурна ќе бидат корисни за нашите гледачи. Благодарам и на вас. Имаме уште многу да збориме, само кратко ни е времето. Благодарам, ве очекувам повторно.